Добродојдовте во уште една нова емисија на Е-училница. За оваа Е-училница подготвив, во рамките на часовите по математика за трета година. Подготвена е содржина од наставната тема аналитичка геометрија. Содржината се нарекува заемна положба на права и кружни. Од досегашното изучување на геометријата познато ни е дека дадена права L и кружница K може да имаат една од следниве три заемни положби. Правата и кружницата да немаат заеднички точки, правата и кружницата да имаат една заедничка и правата и кружницата да имаат две заеднички точки. Вториот случај, кога правата и кружницата имаат една заедничка точка, тогаш за правата велиме дека е тангента на кружницата. Односно ја допира кружницата во една точка. А третиот случај кога правата ја сече кружницата и има две заеднички точки, правата ја нарекуваме секанта. Па еве графичка илустрација на сите овие три случаи. Имаме кога правата е надвор од кружницата, растојанието од центарот до правата е поголемо од она што се нарекува радиус на кружницата. И тогаш правата и кружницата немаат ништо заедничко. Во вториот случај, растојанието од центарот до правата е еднакво со радиусот на кружницата. И тогаш гледаме дека правата ја допира кружницата во една точка. И третиот случај е кога растојанието од центарот на кружницата до правата е помало од она што се нарекува радиус на кружницата. И тогаш имаме две точки заеднички. Ајде сега, да ги поставиме аналитички и да ги разгледуваме аналитички овие три ситуации. Нека предпоставиме дека со следниве формули ни се дадени кружницата, К ни е дадена со формулата x минус p на квадрат плюс y минус q на квадрат еднакво на r на квадрат. И правата L, y еднакво на kx плюс n во експлицитен вид. Односно, kx минус y плюс n е еднакво на 0 во општ вид. Ја доведовме. Според формулата за растојание од точка до права, за растојанието d од центарот на кружницата S со координати P и Q, до правата L имаме D е еднакво на K по P минус Q плюс N врз K на втора плюс единица. Сега, ги анализираме сите три случаи. Имаме сега првиот случај, кога D е поголемо од R. Растојанието од центарот до правата е поголемо од радиусот на кружницата. Тогаш имаме случај дека апсолутно K по P минус Q плюс N е поголемо од R по K на квадрат плюс единица. Ова ако го квадрираме, ќе добиеме дека K по P минус Q плюс N целото на квадрат е поголемо од R на квадрат по K на квадрат плюс единица. Правата L и кружницата K во ваквиот случај немаат заеднички. Сега го разгледуваме вториот случај, а тоа е кога D е еднакво на R. Или со зборови кажано, растојанието од центарот до правата е еднакво со радиусот на кружницата. Имаме, апсолутно K по P минус Q плюс N во апсолутна вредност е еднакво на R по корен од K на втора плюс единица. Или ова ако го квадрираме, ќе добиеме K по P минус Q плюс N целото на втора е еднакво на R на втора по K на втора плюс единица. Овде, правата L ја допира кружницата K, имаат една заедничка точка. Ова ни представува услов за допир. И сега го разгледуваме третиот случај. Растојанието од центарот до правата е помало од радиусот на кружницата. D е помало од R. Тука имаме K по P минус Q плюс N е помало од R по
квадратен корен од k на втора плюс единица. Односно, k по p минус q плюс n целото на втора е помало од r на втора по k на втора плюс единица. Овде правата L и кружницата K имаат две заеднички точки. Тоа можеме да сметаме дека содржината е наполно објаснета, но за да биде вистински целосно објаснета, ќе земеме еден специјален случај. Тој специјален случај е кога центарот на кружницата се поклопува со координатниот почеток. И сега, во тој случај P е еднаква на 0 и Q е еднаква на 0. Значи центарот се координати 0, 0 во координатниот почеток. Па имаме сега растојанието од центарот, ги разгледуваме сега повторно сите три случаи. Растојанието од центарот до правата е поголемо од радиусот на кружницата, D е поголемо од R, па имаме апсолутно N е поголемо од R по квадратен корен од K на втора плюс единица. Ако ова го квадрираме, ќе добиеме дека N на втора е поголемо од R на втора по K на втора плюс единица. Значи правата L кружницата K немаат заеднички точки. Разгледуваме вториот случај. Тоа е кога D е еднакво на R. Значи растојанието од центарот до правата е еднакво на радиусот на кружницата. Имаме тогаш апсолутно N е еднакво на R по квадратен корен од K на втора плюс единица, односно N на втора е еднаква на R на втора по K на втора плюс единица. Правата L ќе ја допира кружницата K, имаат една заедничка точка. Значи, ова ни представува услов за допир. И сега го разгледуваме третиот случај, тоа е кога D е помало од R. Растојанието од центарот до правата е помало од радиусот на кружницата, D е помало од R. Значи, апсолутно N е помало од R по квадратен корен од K на втора плюс единица. Односно, N на втора е помало од R на втора по K на втора плюс единица. Правата L и кружницата K имаат две заеднички. Измина уште еден час на Eduino.